Намалувањето на судиските плати е неуставно. Уставен пресече и донесе одлука за поништување на законско решение, оценувајќи дека истото е спротивно на Уставот. Односно, судот утврдил дека собранието дополнително ги намалило коефициентите за платите на судиите со измените од февруари годинава. Поради тоа, судот по сопствена иницијатива ја проширил постапката и го поништил законот. На денешната седница на Уставен пак беше прифатена и иницијативата за оценување на уставноста на колективниот договор за култура, со што Уставниот суд покрена постапка за утврдување на уставноста и законитоста на колективниот договор. Според информации на 24, само една судика била за законот, додека големо мнозинство смета дека треба да биде прогласен за противуставен. Оспорениот колективен договор за култура представува клучен акт што директно го уредува функционирањето и вреднувањето на вработените во културната дејност. Тој опфаќа 74 национални установи со 1976 вработени и 49 локални установи со уште 492 вработени, односно вкупно 2345 вработени во 123 установи, носители на културниот живот во државата. Од Синдикатот за култура за 24 велат дека прв пат се соочуваат со вакво нешто и јавно прашуваат што се сменило од 2020 година, кога два пати овој договор бил оценуван како законски уставен. За нас, културните работници, најчудното од се е што до сега имаше две иницијативи на Уставен суд за колективниот договор и до сега ниедна иницијатива не беше утврдено дека колективниот договор е незаконски неуставен, а сега по трет пат се поведува постапка и тоа од уставни суди кои што се скоро во ист состав и од првите претходни две постапки. Значи, во колективниот договор ништо не е сменето уште од подпишувањето од 2020 година до сега, така да ако два пати бил прогласен дека е законски уставен, не знаеме што се има сменето до сега. Во одбрана на овој договор од синдикатот најавија протест после велигденските празници и генерален штрајк во мај, бидејќи како што укажуваат, истиот културните работници го чекале 30 години, го преговарале 15 години и цели 9 месеци чекале да започне неговата финансиска реализација. Инаку колективниот договор за култура беше потпишан кон крајот на 2019 година од тогашниот министер Исмаили.